Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. 110 ученици во гимназијата Љупчо Сантов и 146 во средното општинско училиште Гошо Викентиев се пријавиле за упис во двата дена од првото пријавување во јунскиот уписен рок. Менеджерските тимови на училиштата воглавно задоволни од бројот на пријавени деветооделенци. Заклучно со завршување на вториот ден од првото пријавување за уписи во средното општинско училиште Љупчо Сантов има пријавено вкупно 110 ученици, а во средното училиште Гошо Викентиев вкупно 146 ученици. По струки, во гимназијата во економски техничар за упис се пријавиле 56 ученици, а општа гимназија 54 ученици. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев од вкупно 146, во машинската струка се пријавиле 20 ученици, електро 94 и во сообраќајната струка 32 ученици. Во гимназијата и годинава има место за 272 ученици распоредени во 8 паралелки, а во средното општинско училиште Гошо Викентиев 442 ученици распоредени во 10 паралелки. Второто пријавување од првиот уписен рок е на 24 и 25 јуни, а третото на 29 јуни. Училиштата кои во двата уписни рока не ги пополниле утврдените ученички места за запишување со овој конкурс, продолжуваат со запишување на учениците до 31 август. Новина е тоа што годинава заради состојбата со COVID-19, учениците имаат можност да се пријавуваат од 7 до 19 часот. Резултатите за упис во средните училишта и бројот на слободни места од првите два дена од уписот ќе бидат објавени на 18 јуни, а од пријавувањето на 24 и 25 јуни резултатите ќе бидат објавени на 26 јуни. Критериуми за избор се средниот успех на ученикот од 6 до 9 оделение, како и средниот успех постигнат по 4 предмети, мајчин и странски јазик и 2 предмети што се од значење за струката, средна вредност од поени за поведение, како и дипломи од освоени места на државни и меѓународни натпревари. Божана Костадинова, 84 години, од село Мородвис, Зрновци, е исчезната. Излегла од дома на 12 јуни, петок, во 14 часот и 30 минути, со желба да оди кај манастирот Света Петка во Видовиште, но не се вратила. Облечена е во црна сукина и црна блуза, црна шамија на главата и влечки на нозете. Во саботата случајот е пријавен и во полиција, а незиното семејство замолува ако случајно некој ја види баба Божана која има проблем со помнењето, да се јави на телефонскиот број 077 858 790. Оваа власт на СДСМ ја донесе државата во НАТО и доби предпристапни преговори за Европската Унија. Пресна општинската организација на СДСМ Кочани. На денешен ден, пред 2 години се потпиша договорот од Преспа, со што се затвори повеќе детенискиот спор со нашиот сосед Грција. Храброста и визијата на премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас придонесе отвореното прашање да се затвори во интерес на двете држави, нивните граѓани и нивната иднина. По потпишувањето на договорот се отвори процесот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО и во март оваа година, во услови на светска пандемија, Република Северна Македонија стана 30-та земја членка на НАТО алијансата заедно со нови 29 сојузници. Покрај членството во НАТО, договорот не донесе чек републички до ЕУ. Конечно ги отворивме вратите на нашата ЕУ интеграција. Во март 2020 година ЕУ донесе позитивна одлука за започнување на преговори за членство и очекуваме до крајот на 2020 година и формално да започнат преговорите за членство. Додека Зоран Заев, СДСМ и владата се поставија државнички одговорно пред интереси на граѓаните, Христијан Мицковски, ВМРО ДПМНЕ правија се за да го спречат напредокот интегративниот процес. Тие го критикуваат договорот од Преспа, не го признаваа уставното име, но тоа не им пречеше кога нивните пратеници добиваа плати од Собранието на Република Северна Македонија. Се закануваа дека ќе го поништат договорот и со тоа ќе го загрозат членството во НАТО и напредокот во ЕУ. За среќа, нивните деструктивни обиди за блокирање и кочење на напредокот не успееја. Нема да им успеат нити обидите за враќање на државата назад во времињата на изолација и поделби. Заедно чекориме напред, заедно можеме многу повеќе, многу подобро. Пресконференција одржа и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Кочани, на која беше критикувано досегашното работење на актуелната власт на државно ниво.
Изминативе 3 години, за жал, бевме сведоци на разсипничкото владење на СДС, уништувањето на нашата татковина и понижувањата на македонскиот народ. За непол месец сите ние имаме можност да ставиме крај на овој хибриден режим и на криминалните кланови на СДС кои злоупотребуваат власта за лично богатење на грбот на граѓаните. Да им покажеме дека ни е доста од селективна правда, од Луи Витон чанти и милионски рекети. Доста ни е од трас судство на Заев, кој осуди новинар затоа што известува за случајот рекет, додека ги амнестираше оние кои стојат зад рекетот. Доста ни од корумпирани политичари, кои се спремни и најсветото да го распродадат само за да останат на власт. Од функционери кои си делат стотици илјади евра народни пари на своите блиски од разни државни фондови, додека граѓаните ги лажат со ветувања за 500 евра плата. Да и покажеме на оваа неспособна власт, која урниса македонската економија, дека времето за криминални тендери за фамилиарните фирми е завршено. Дека времето за аболицирани политичари исто така е завршено. Да им кажеме на Македонија дека не заборава. И КЈП Водовод ја применува истата акција како водовод и канализација од Скопје за исплата на заостанатите долгови за вода на рати без камата. Само што тоа го прави на крајот од годината, велат од предпријатието. Моментално се работи на чистење на канализациите и атмосферските решетки после невремето кое го зафати регионот. По започнатата акција на водовод и канализација од Скопје за исплата на заостанатите долгови на рати без камата за задоцнето плаќање, граѓаните на Кочани прашуваат дали истата можност ќе ја имаат и во Кочани и дали и комуналното јавно предпријатие Водовод би можело да ја овозможи истата поволност и олеснување за граѓаните. Директорот на КЈП Водовод Андреј Киров за Канал 8 истакна дека граѓаните добро се запознаени, дека истата акција за наплата на долговите на рати без камата за физички и правни лица Водовод ја прави секоја година на крајот на годината и со тоа им овозможува на корисниците да се ги исплатат за останатите долгови без камата на неколку рати со договор со предпријатието. Меѓу другото, Киров истакна дека во моментов екипи на КЈП Водовод работат и се доста активни на терен, после поројните дождови, посебно во делот на чистење на канализации и атмосферските решетки со цел да се спречат евентуални поплави. Се работи и на инфраструктурни работи во делот на вода и канализација и целосна подготовка на улиците за асфалтирање, која го планира општината. Во делот на комунална хигиена, постојано се сервисира отпадот, а во однос на водата сега е стабилно и нема некои поголеми рестрикции на повисоките места. Продолжува борбата против комарците во Кочанскиот регион. Вториот третман ќе биде од земја и повторно ќе се реализира во соработка со Центарот за јавно здравје. До крајот на оваа недела на подрачјето на општина Кочани ќе се спроведе ларвицидно и превентивно терестичко, односно прскање од земја за заштита од комарците. Ларвицидниот третман е планиран за среда, а терестичкото прскање е на 18 и 19 јуни во доцните вечерни, односно раните утрински часови. Со ларвицидниот третман ќе бидат опфатени површини од 6 хектари, додека со втората фаза од дезинсекцијата ќе се прска на 300 хектари од градското подрачје на Кочани, како и во селата Тракање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Грдовци, Прибачево и Оризари. За третманот против комарците ќе се користи широкоспектарен водорастворлив инсектицид за третирање, што е одобрен од Бирото за лекови. Прскањето ќе го врши екипа од Центарот за јавно здравје во Кочани. Во случај на неповолни временски услови, односно ветер или дожд, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен период. Викторија Захариева од Кочани е учесник на онлайн надпреварот по потрага по таленти под наслов Ново име во Македонија. Станува збор за нов проект со желба да се подржат и да се охрабрат младите од Македонија да го представат својот талент. Граѓаните може да и помогнат на Викторија Захариева да ја освои првата награда со гласање на нејзиниот линк, а првото место ќе и донесе 2500 евра, од кои половина таа ќе ги донира во хуманитарни цели.
Младата и талентирана музичарка Викторија Захариева од Кочани е во конкуренција за победник на онлайн надпреварот Ново име, што во целост го реализираат компаниите ХТЛ Македонија и брендовите членки на групацијата Новоматик. Захариева се представува со свое видео на надпреварот со свирење на гитара и се бори за освојување на прво место, кое ќе донесе награда од 2500 евра. Половина од парите, доколку ги добие, Захариева ќе ги донира во хуманитарни цели за помош на Славица Димитрова од Кочани. Затоа Захариева ја бара поддршката од граѓаните на Кочани и пошироко, со давање глас на линкот на Викторија со претходно најавување. Јас сум талентиран музичар и свирам на гитара, а истовремено и пеам. Овој надпревар е реализиран со цел младите од Македонија да си го покажат својот талент. Затоа ќе ве замолам за глас. Доколку ја освојам оваа награда, пола од неа ќе ја донирам на Славица Димитрова, а наградата е 2500 евра. Ајде сите заедно да гласаме и наградата од државата да дојде во нашиот град Кочани. Гласањето завршува на 30 јуни на полноќ, така што веќе на 1 јули ќе се знае победникот кој ќе освои титулата Ново име во Македонија. Викторија Захариева е млада талентирана музичарка која љубовта кон гитарата ја пројавува од мали нозе, од својата 5-годишна возраст. Завршува гитара во основното музичко училиште Ристо Јуруков во класата на професор Зоран Христов и солфеж и теорија кај професорот Љупчо Ѓоргиев. Годинава завршува со своето основно образование и својата професионална определба ја гледа и понатаму во музиката и гитарата. На уписите во средно поднесува документи за упис во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов во Штип. Ново име е нов проект со желба да се поддржат и охрабрат младите од Македонија да го представат својот талент и да добијат поддршка за негово напредување во вредност од 2500 евра. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.